Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои што ја следите програмата на телевизија Орбис. Продолжуваме со серијалот на разговори посветени на вашето здравје. И овој пат се наоѓаме во поликлиника Аџибадем Систина во нашиот град. Темата која што ја одбравме за денешната емисија е рак на грло на матка. За таа цел разговараме со доктор Мирослав Темелковски. Докторе, темата што ја одбравме за денешната емисија не е случајно ако се има во предвид фактот дека ракот на грло на матка се наоѓа на многу високо на листата на смртност на кај пациентите. Токму затоа на самиот почеток да се осврниме на ова болест, што е тоа, рак на грло на матка, едноставно се што е поврзано со тоа. Значи, ракот на грлото на матката е меѓу трите водечки ракови покрај карциномот на дојката. Белодробниот карцином се наоѓа на трето место во смртноста на женската популација кај нас. Значи, ако почнеме со нешто, би почнал со етиологијата, значи причини за ракот на грлото на матка. Во последнава декада се издвојува како главен причинител на ракот на грлото на матката хуман папилома вирус. Зошто? Затоа што во 80 и повеќе посто тој е веќе изолиран во пациенти, од ткивото на пациентите кои што боледувале од рак на грлото на матка. Тој е интересен вирус, бидејќи во својата структура има ДНК киселина, која што е, ако земеме така, основа на животот, на живите суштества во светот, доведува со својата ДНК киселина, влегува во геномот, значи влегува во гените и геномот на клетката, на грлото на матката и ја трансформира, ја мутира. Кога ќе промени ДНК на автономната клетка, во мутирана клетка настанува кочење на полно системи во организмот кои што имаат балансирана состојба прават на организмот, значи или кочат, или ги кочат процесите на енормно размножување на една страна, или ги изљуштуваат тие клетки, буквално кажано, за да се обноват од базалниот стој. Кога ќе дојде таква мутирана клетка, да треба да се размножува, покрај тоа што е клетката мутирана, лачи и ги кочи тие ензими и протеински состојки за размножување, односно доаѓа до енормно размножување на клетките и така настануваат промените, прво преканцерозите, преку преканцерозите настанува карциномот на грлото на матката. Карциномот на грлото на матката може да види од повеќе слоен плочест епител, од епителите кои што го обложуваат самото грло, значи од надвор, или од жлезден епител, каналот на грлото на матката е обложен со жлезден епител. Докторе, често првата фаза од ракот на дојка, често пациентката на грло на матка не чувствува никакви симптоми. Точно. Како да се открие? Значи вака, ако имаме една, прво не разговараме за преканцероз, имаме една преканцерозна состојба асимптоматска, која што може да трае од 2 до 10 години, по литература се опишува. Значи промените, за да таа онкогенеза на овој хуман папилома вирус да ја помини преканцерозата и да стигне, прво е карцинома инситу, тоа значи карцином на местото на појавување. Нема инфилтрат на околното ткиво и тоа е 100% излечиво. Значи ние денес ќе зборуваме за инвазивниот карцином. Значи треба многу долг период. Сега во медицината викаме треба да имаме две работи. Превенција е вакцина. Ние имаме за хуман папилома вирус вакцина и се надевам дека таа после вакцинирање на стотици илјади деца што ги вакциниравме во наредната декада ќе ги даде своите резултати. Тоа е едното. Или второ, треба да имаме ефтини и брзи скрининг метод. Најефтин и најбрз скрининг метод кај нас е ПАП тестот, Папа Николау тестот, независно дали се изведува конвенционален или техника во течност што ја правиме. Значи, ние мора тоа да го регулираме преку примарна здравствена заштита, како што е сега, ама не кампањски. Значи, мора скрининг тестовите да ги правиме систематски и тоа е задолжение на примарната здравствена заштита.
не е на куративата на тие што лекуваат од кога ќе настане болест. Токму така. Како треба да се постапи? Ајде да, бидејќи кога пациентката веќе има, не е свесна дека го има ракот на Така, значи, грлото на реков, матката, кои симптоми ги чувствува? Обично нема Затоа што, симптоматологија. еве превенцијата ја споменавте, Да. ХПВ, меѓутоа пациентката од X причини ги превидела тие работи, значи немаме ни превентива, ништо, или и покрај тоа што може би се водело сметка за се, меѓутоа сепак повторно се Значи, појавува. бидејќи Кои симптоми ги не има? постои специфична симптоматологија, освен појачан секрет вагинален. Ништо не смее да се игнорира. Така, значи може да има појачан вагинален секрет. Таа да е почетната симптоматологија не е поврзана ни со крварење, ни со ништо друго, затоа што грлото на матката под наводници, сега би рекол, е надворешен орган во однос на стомачната празнина. Телото на матката е во стомакот, во дното на стомакот, во тазовиот простор. Значи тој ни е визуелно пристапен, ние го гледаме со око. Значи, ако го гледаме со око, што треба се прави? Само систематски прегледи, значи гинеколошки преглед со земање на пап тест, првата фаза. Ако пап тестот е гледан соодветно од патолози и има сомнителни знаци на некоја промена, значи да се продолжат истражувањата. Во кој смисол ќе ги продолжиме? Значи, повторно зборуваме за визуелен орган. Ние може да го видиме грлото на матката прво со очи. Ама бидејќи скоро сите ординации во Македонија имаат колпоскопи и обавезно да се направи колпоскопија. Зошто е колпоскопија? Значи, тоа е една визуелна метода која што го зголемува видното поле за 16 пати. Е сосем доволно за да ги видите повторно. Зборувам со око да ги видите. Не мора да ги премачкувате, пребојувате тие промени за да ги видите. Најчесто се прави со оцет на 3% киселина, се прави така наречена депротеинизација на клетките, за слузот да го отстраниме и се гледаат промените. Нема јас да ви ги опишувам промените, него што ако има промени? Што ако има промени? Во сите ординации повторно е, спомнувам, сега да има биопсија и се прави биопсијата. Единствена метода која што не боли, сватете го буквално, се осеќа допири, минимална болка, ама не болка, некоја посебна, која не треба анестезија, не бара нешто дополнително, е биопсерот со биопсијата. Значи, едноставно, сега од една цитолошка размацка, на која што на папот имаме сомнителни клетки или клетки кои што асоцираат на појава на карцином, ние земаме од истото ткивот и го праќаме на патохистолог. Веќе со патохистолошката анализа ние имаме доказ, хистолошка верификација на промените. Ако е карцином, оди на соодветна терапија. После диагностиката веќе се поставена диагноза, се знае точно што е третманот, како тече третманот на Така, значи карциномот на грлото на матката има 4 стадиуми. Секој стадиум е поделен на подстадиуми. Дури првиот стадиум е поделен на 2 подстадиуми А и Б, нема да ве гнјавам јас. Само да знаете колку е комплексно, зошто се поделени. Поделени се само од една гледна точка, за да од самото проширување зависи на типот на оперативниот зафат, односно зависи од проширувањето, дали ќе оди на примарно хирушка терапија, па на доврзана радиотерапија, па хемиотерапија. Значи, терапијата обично, најчесто ја почнуваме хирушка. Не мора да се почне секогаш со хирушка терапија. Може да се почне со зрачна терапија, после извесен период од месец дена да се надоврши хирушка и обратно. Кога одиме на хирушки третман, тоа се обсежни хирушки интервенции, не е тоа, како викаат народот, ќе извадиме матката. Значи, не се. Значи, тие се широки радикални, спаѓа во радикалната хирургија, затоа што опфаќа околното ткиво на грлото на матката, се вика параметриум. Немаме соодветен македонски збор, тоа е едно сврзно ткиво што ја држи матката да остане во природната положба на дното на тазот. И после тоа се вадат сите лимфни жлезди од големите крвни садови, и тоа нема да ве гнјавам од кои се.
крвни садови за да се види стадиумот на болеста, односно проширеност. Имаме значи два пати одредување на стадиум. Првиот пат е клинички, тоа се прави со прегледи, со дополнителни, ако треба, радиолошки како компјутерска томографија или магнетна резонанца, да се види проширеност во параметралното, во тоа сврзно ткиво во околината на грлото на матката. И имаме второ, кога самиот препарат повторно оди на хистопатолошка анализа, кај што многу често употребуваме и молекуларните биохемиски анализи, токму ради тие мутации кај што ги гледаме и супресија на одредени гени што ги даваат овие мутантни клетки, најчесто рековме предизвикани од хуман папилома вирус. Значи рековме, првата е радикална хистеректомија, чија само, ќе кажам, покрај матката се вади околното сврзно ткиво, параметриумот на кој што го држи грлото на матката, се вадат лимфните жлезди и горна третина на вагина. Значи се има зошто. Ако е повеќе слоем плочест епитело, грлото обложено од надвор, и тој карцином се вика планоцелуларен или карцином на повеќе слоем плочест епител. Горна третина има логика зошто да се извади, затоа што таа е интимно поврзана со грлото на матката, епителот и на вагината е повеќе слоем плочест. Докторе, колкав период е потребен, колку време траи третманот и заздравувањето на пациентот при овие оперативни захвати? Значи, независно оперативните захвати, што се радикални и поголеми, обично пациентот проведу 5 до 6% оперативни дена останува во болница. После овој период, ние фактички го добиваме, сега рековме, патохистолошкиот стадиум. Ќе се обработи препаратот од сите овие делови што се извадени, буквално, сватете ги, ќе се види дали има инволвираност на крвните садови, на лимфните садови, на лимфните жлезди и на вагината, на внатрешноста на матката, односно на јајцеводите и на самите јајчници. Значи, сето и го одредуваме сега веќе стадиумот кој што е екзактен под микроскоп со специјални боења со имунохистохеми. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со што ме следите и еве и од мене пораката да ги почитувате и применувате советите од здравствените работници. До следното видување ви посакувам секое добро.